9 часот и 55 минути. Ние ќе заглавиме и со овие вести кои што треба да бидат во 10, ќе ги задоцнеме барем 10 на минути, ама некако така ни тргна утрово се важни соговорници, убави разговори. Со мене е професор доктор Маријан Бојаджиев, директорот на студиите на Универзитетот Американски колеж во Скопје. Професор Бојаджиев, добро утро. Добро утро. Ние Среќна нова година, прв пат се гледаме 20 Така е, прв пат се гледаме, се да е убаво. Имаме таа традиција, секоја година говориме за тоа што вие каде гледате, дека ќе оди. Чекайте само да ве прашам, Билјана Григорова беше сега баш разговара и така натаму. На вашиот универзитет ставот е да се оди на онлайн настава или да се оди во живо, комбинирано, како Ние сме горди што мислам дека сме единствен универзитет што има настава во живо од 1 септември. Со 2-3 предуслови се разбира, сите вработени се вакцинирани, сите студенти требаше да донесат потврда дека се вакцинирани или да носат редовни овие потврди дека негативен тест. Меѓутоа, искрено да бидам сега со оваа експанзија на омикронот, утре имаме ректорска управа, размислуваме барем за еден месец можеби да се премине онлайн, не сум уште 100% сигурен, не сме ќе видиме утре имаме состанок, но бидејќи присуствувам, ако може да искоментираме една грешка што ја кажува колешката, тоа е дека постои анализа на УНИЦЕФ дека македонските деца има најголемо отсуство од школските клупи. Така да тоа е сериозен проблем и мислам дека не знам, сепак постојат здравствени власти, меѓутоа треба да се гледа и таа меѓународна компонента, не сме сепак ние најлоша држава во светот, па нашите деца да имаат најголеми бројки на отсуство. Бојаджиев, стара идеја Македонија да стане членка на Европска економска заедница, еден концепт кој вие го туркате неколку години, а изгледа дека, ако смеам да кажем, од рака ви одат и овие случувања со магистралниот правец, така е, за жал, а тоа овие наши проблеми со Бугарија за нашето натамошно интегрирање во Европската Унија како што треба. Вие, мислам дека таа идеја експандиравте и минатава година и ја почнувате оваа навистина со разговори, мислам дека во Стопанската комора ги водевте и на некои политички нива. До каде е целата идеја за таа експанзија европска? Прво, тоа не е спореден пат, туку е пократок пат. Искрен да бидам, оно што ми малце турка ветер во, како се вика, ветер во грбот за оваа приказна е неодамна се одржа, имав можност да учествувам на две конференции, од едната беше на Американ колеж, што организираше Вишеградската група, V4 плюс Словенија како председавач, а втората беше во Будимпешта, на многу високо ниво се разбира, и се дел од така наречената Конференција за Европа. Конференција за Европа е серија на дебати што ќе трае до 36, значи година и пол, што ја организираат заедно Европскиот парламент и Европската комисија. Отприлика сите граѓани, институции, организации на Европска унија имаат можност да го кажат своето видување каде ја гледаат иднината на Европа и тука има многу интересни назнаци кои што треба да се сумираат сега во време на француското председателство. Ако дозволите малку еден чекор, би се вратил поназад од поширокиот контекст на тоа што се разговара со Европа, би се вратиле на Европска економска асоциација, на ЕА, Европски економски простор, ЕА. Значи, во Европа сега се доминантни 4 теми во оваа конференција. Значи, се разбира, ние си огледаме нашиот проблем по сување на преговорите, меѓутоа има 4 теми, од кои што првата е најсериозната е Европа, да речеме, една држава или Европа унија на држави. И сега се разбира, тука Франција турка идејата за поголема концентрација, V4, овој да речеме централно европскиот блок е за полабава унија и тука постојат сериозни дилеми како ќе заврши таа дебата. Втората дилема е, се разбира, Европа на региони, кај што мислам дека постои поголемо или помалку единство. Третата идеја е зелената агенда, што е многу битна. И четвртото е ова со нас. Јас тоа го велам, отприлике таа ми беше... Јас ме поканив во Будимпешта како единствен представник од Македонија. Отприлике секој имаше од, да речеме, Западниот Балкан по еден представник. Како ја гледаме интеграцијата на Западниот Балкан, и ја почнав со таа теза дека не може Европа да има мапа и да има
онака white stain, да има бела празнина, да има бела мрља на незината мапа и тоа е сериозен проблем со кој што помогне. Може таа се вика Швајцарија, ама не е Балкан. Да, ама тоа е своеволно. Така е, така. Мислам, утре да сакаат. Така. Не, они дури да се членки формално ниту на, тоа е се членки, ама се некако индиректно членки во ЕА, затоа секогаш пише ЕУ, ЕА, ЦХ, имаат посебна приказна, така да таа беше тука дебата. И сега тука треба да поидеме од една реална состојба дека ние не можеме да влеземе во евро. Денеска да почнеме да преговараме, во најдобар случај ќе влеземе 2035. И тоа Бојаджиев, само морам да прво се уште сте почесен конзул на Унгарија, да. На Унгарија. Добро. Морам да кажем дека Унгарија има една многу специфична позиција во целата оваа дебата која говорите. Унгарија е многу вокална за интегрирање на Балканот, истовремено Унгарија е главниот промотор на руските идеи на Балканот, во смисла на оваа идеја за која Унгарија отворено се залага, дека Европа треба да биде унија на нации. Да, па добро, тоа го реков цел, не само да бидеме искрени, не само Унгарија, сите 2-4 земји тоа искрено. Ама со Орбан и заради неговата неголема, да кажем, демократска звезда, ајде ако смеам така да кажем во Европската унија, тоа се чини како прилично вака еден исторен концепт, а тој концепт е добре доден за бугарите, бидејќи бугарите на тоа инсистираат. Прво да се направи, како да кажем, едно зацврстување на оваа национална жица помеѓу Бугарија и Македонија, па потоа да се интегрираме. Во многу деликатна ситуација сме кога Унгарија во прашање. Не, баш обратно, сашто бидејќи Унгарија има тука многу чистав. И тој се повтори во Унгарија сега, а се повтори да речеме пред неколку месеци беше министерот Петар Сијарто во Штип кога се отвараше почесен конзулат што сега веќе не постои, нели, каде што беше Даниела Арсовска, кога рече што се однесува до Унгарија, Македонија треба да влезе веднаш, бидејќи Македонија треба повеќе на Сите ставови на Унгарија до вчера се такви. И имаше многу добар настап во Унгарија каде вели видете, Европска унија дозволи процесот на пристапување да се гледа како бюрократски процес, точки и запирки. Па тој геостратешки процес, како вика, истите земји да може да се добри за НАТО, а да не се за ЕУ. Да, тој став е исто така одличен и добро познат. Така да не знам, искрено да видам, па во Скопје беше пред некој ден каде што потенцираше, ги замолувам нашите бугарски пријатели да не комплицираат. Во Скопје тој беше да се види со Даниела Арсовска, а не да се види со државниот. Не би коментирал, да кажем ова што е суштинска приказна во на сите овие собирања на кои што асоцирате и реферирате, Европската Унија очигледно дека за нас планира секако еден подолг пат. И тој пат е отворен, го читам Григоров, не знам дали имавте прилика да видите, Владо Григоров имаше некој интервјуа за некои овдешни портали и така натаму, тој вели дека Македонија веќе научи да стои на сопствени нозе и дека не треба многу да се потресува околу ова што се случува со Бугарија, бидејќи во крајна линија тоа е проблем на Европската унија кој треба да го расчисти и на Унгарија, меѓу другото со Бугарија и така натаму, кој нас многу не тангира. Но се отвора очигледен еден меѓупериод кој вие оддавна велите дека треба во економска смисла да го пополниме со оваа. Сега што е суштината? Значи ја тоа го зборам од прв пат, го имав кажано на еден познат така наречен кебапче тимбилдинг на нашиот правен факултет, кај што е сегашниот председател беше министер Шапорич и така многу други што биле кај нас професори. Ќе биде сега ќе биде и председател на влада. Така да ова имаме таа приказна, значи зошто е ја? Значи прво и која искрено да бидам една новина што ја научив сега на овој пат во Будимпешта, дека истиот пат го поминала Австрија. Австрија прво беше членка на ЕА, значи она го потпишала 91 договорот за ЕА, во 92 пардон, веднаш со самото, а постала членка на ЕУ 94 или 95, што значи дека е многу добар пат за влегување. Австрија сосема други причини, поради неутралноста, дали се смета тоа на напуштање на неутралната позиција и така натаму. Меѓутоа имаме еден светол пример што покажува дека ова може да функционира, тоа е број 1. Број 2. Суштински проблем, една од ретките феноменални идеи на досегашната влада беше проектот Отворен Балкан. Тој проект нема поддршка од Европска унија. Тоа е занимливо, затоа што и мислам дека и Вархеј така го коментираше. Па не го има, јас директно го поставив тоа прашање, зошто ЕУ не го поддржува, и одговорот беше вака завијан во сите политички обланди за да заврши со многу конкретна. Двата се проблеми. Прво, не е it's not under the auspices of the EU, значи не е сода. Второ, не ги има сите земји, што е реално сериозен проблем. Не може само 3 земји да го прават Отворен Балкан, а гледаме дека
Тој политички гледано е одлична, како да кажем, одлична мерка за зближување пред се на Србија и на Албанија. Македонија реално имала секогаш добри односи со едните и со другите, меѓутоа гледаме во Босна што се случува Црна Гора, да не збориме Косово. Значи проблем тоа да се влезе во некаков пакет, така да се враќаме на мојот предлог дека тоа што идејата беше за отворен Балкан може одлично да се спроведе во рамките на ЕА, можеме да влеземе сите. Јас затоа го велам, ЦЕФТА како ЕФТА, цела Централна Европска асоциација за слободна трговија. И зашто велам не е спореден пат, туку е пократок пат, бидејќи ќе можеме да применуваме, ќе мораме да применуваме многу од европската регулатива, а полека стануваме партнери, затоа што се формира партнерски совет, се формира консултативен совет. Значи на неколку нивоа почнуваме да бидеме прашани. Професор Бојаджиев, бидејќи ова сме го дискутирале, па веројатно и во последните 2-3 сезони на овие теми. Докаде е сега ситуацијата? Има напредок, има од наша страна напредок, има некаква политичка волја? Па добро, политичка волја треба да има од политичките актери, така наше е да зборуваме каде стасаме. Меѓутоа вака се отвори една дебата на оваа тема и во рамки на собрание Стопанска комора, каде што исто сум член, и ќе има една тематска седница на собранието, дали во јануари, дали февруари, кај што ќе се разговара за ова, бидејќи Македонија е тука најискрено, најдиректно учествува во двата проекти, и во Отворен Балкан и во Коморскиот инвестициски форум што ги опфаќа сите 6 земји, и очигледно е дека ресурсите не може да се расплинуваат на двата, а поддршката или ветрот доаѓа само за еден од тие два проекти, така да се наде, а веројатно и ова новата влада сега ќе покрае нешто, со тоа што да бидем искрени се зависи од како да се вели топење на мразот со Бугарија, каде што искрено бидам за жал сум песимист дека нешто ќе се случи. И на крајот јас го велам истото што го вели Владимир Григоров. Ние нема што сега тука ја нема Европа, како викаше Бранко, се нема да ја распуштиме државата, ние кога сме во европско. Тоа е тоа, ние мораме да живееме европски, квалитетно, секој ден, секој миг, секој час, сите акции што ги правиме, да поставиме сериозна држава. Тоа е тоа, не можеме да си играме играчки со... За крај да ве прашам, како ја гледате оваа година во економска смисла? Па да ги знаете сите параметри, Битичи беше пред вас, ама тој е политичар, тој мора да биде оптимист. Па искрен да бидам, она што единствено што ме загрижува од минатата година е сериозниот буџетски дефицит и немањето на намера да тој се крати. Ја тоа би апелирал до било која влада, мора да се скратат буџетски трошења. Сите се повикуваат на, како се викаат, на криза, на поддршка, меѓутоа вчера гледаме и пак имаше оглас за вработување од Дук и Цука, и што веќе има 1200 вработени, така да тие се работи што не може да ги одржи стопанство. Иначе ќе биде подобра од претходната сигурно. Се надеваме дека овој омикронот ќе биде како масовна вакцинација и дека полека ќе оди короната од пандемски во ендемски вид, дека ќе може да функционираме подобро. А искрен да бидам и овој составот што го предложи вчера Ковачевски, вака. Тоа сакав да ве прашам, бидејќи ги знаете повеќето луѓе, ви делува тоа како еден ветувачки барем во економска смисла? Лично за мене, оној дел каде што оваа влада претходната имаше најголемо потврлување борбата со корупцијата, што каде што резултатот беше најслаб, се поставува Славица Грковска. Ја лично имам апсолутно највисоко мислење, сметам за буквално најчестен човек и човек што може да биде на таа позиција, така да речеме дека имаме по-оптимистичка. Јас и на Битичи му реков дека јас во такви ресори не верувам. Мислам дека се тоа празни нешта, зашто што владата има низа други законски обврски, така што ова како политика ми делува, но добро, владата има потреба и од политика да спроведува макар како некаква платформа. Па добро, да, формално правно Сашо сосема става право, не може владата да гони така. Покрај обвинителства. Меѓутоа проблемот е што проблемот е во барем јас како ја гледам, корупцијата ја гледам како системски проблем. На пример, тоа го објави во една колумна некаде во ноември, па гостував на пример кај Чомовски јуниор. Не може, ние имаме систем една од работа да најавам што би сакале да правиме во скоро време е да направиме една споредбена анализа во следните 2 години како да се подобри Македонија. Овој настан во Будипешта го организираше Институт за меѓународно право кој што се бави само со една работа. Споредува решенија во споредливи земји, не во Белгија, Словачка, Србија, во соседни земји. На пример, како се именуваат директори во здравствен систем? Како може сега ќе дојде фињан министер, доаѓа нели некој, и сега он ќе има можност да именува 50 директори. Па тоа е во здрава памет. Така да јас лично ја гледам улогата на Грковска, можеби да се работи на подобрување на тој систем, на почитување на закони на некој нормален ред. Здравство, култура, образование, многу од тие јавни функции каде што корупцијата постанува, не е тоа, не мора да значи мито и корупција, станува системот, како да се еродира системот и начинот на функционирање станува волунтаристички.
Маријан Бојаджиев, благодарам. Ќе се видиме ние на сите овие теми. Апсолутно, апсолутно. Ништо од ова не завршува. Со големо задоволство. Да посакаме успех на телевизијата од лани до сега во ова студио, другата година уште поголемо. Благодарам. Ова беше Маријан Бојаджиев, со кога што повторно ја реактивизиравме идејата за европски економски простор, заедница, асоциација и така натаму, каде што Македонија веројатно има побрзо шанси да влезе попречно, отколку подолгиот пат во Европската унија, која се разбира потполната, да кажем, стратегија за комплетно интегрирање Македонија во Европа. Во 10 часот и 10 минути одиме на вестите, а потоа моите колеги ќе го завршат овој ден со уште неколку своји разговори.